Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. Иако е на 700 метри надморска висина, ни Охрид не е поштеден од аерозагадување. Поднесени до ДИК листите за кандидати за пратеници. Државната изборна комисија го заклучи избирачкиот список и за претседателските и за парламентарните избори. Од денес функционира електронското плаќање на автопатот Скопје-Тетово. Најмалку 9 лица загинале, а над 700 се повредени во земјотресот во Тајван. Со содржините во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Денес во Охрид имавме умерено облачно време со сончеви периоди и максимална дневна температура од 16 степени Целзиусови. Во текот на ноќта, среда кон четврток, ќе превладува претежно ведро и потопло време со локална облачност. Во четврток во западна, северозападна, централна и северна Европа ќе превладува нестабилно време со врнежи од дожд. Ќе биде ветровито и посвежо. На југ од Скандинавија со врнежи од снег. Во останатите предели од Европа, под влијание на висок воздушен притисок, ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Локално во централните предели се услови за слаб локален дожд. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 18 до 22 степени. Во Македонија во четврток по свежото утро во текот на денот ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Ќе дува до умерен северен и северозападен ветер кој што ќе достигне брзина и до 20 км на час. Минималните температури ќе се движат во интервал од 2 до 11 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 14 до 24 степени. Во Охрид во четврток ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Минималната температура од 5 степени, додека пак дневната ќе достигне до 17 степени. Во Охрид во петок и сабота ќе превладува сончево и топло време. Минималната температура од 4, односно 5 степени, додека пак дневната ќе достигне до 21, односно до 22 степени. Во недела не очекува сончево и многу топло време. Утринската температура од 6 степени, додека пак дневната ќе достигне до 23 степени. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време од пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет.
Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Иако е на 700 метри надморска висина, Охрид не е град поштеден од аерозагадување. Охриѓани се изложени на загадување и во зима и во лето, кога сообраќајот во градот се дуплира, а започнува и хроничниот проблем со пожарување на депонијата Буково. Кога штетните емисии во воздухот ќе ја покријат котлината, на граѓаните им останува да се надеваат на поволни климатски услови, односно ветрови, но и тие не помагаат многу поради енормната урбанизација и висококатниците во крајбрежето кои го менуваат строењето на воздухот. Деновиве песокот од Сахара кој го замати небото над Охрид ги потсети граѓаните дека на загадувањето на амбиенталниот воздух не е имун ниту градот Подгаличица со преубавото езеро. Со затоплување на времето се намалува загадувањето на воздухот поради користење несоодветни материи за греење од домаќинствата, но настапува периодот на зголемен сообраќај во летната сезона и опасноста од опожарување на депонијата Буково. За жал не можеме во Охрид да кажеме дека воздухот е секогаш чист и нема загадување. Тоа го очувствуваме сами, затоа што очувствуваме мирис, особено во зимскиот период, од октомври месец до март месец, кога голем број на индивидуални ложишта се активни и произведуваат загадени материи. Чад, прашина и да не зборувам за овие PM честички и да не зборувам за некои сулфурни, азотни оксиди, јаглерод моноксид и сето она што го прати аерозагадувањето. Тука своето го прави и сообраќајот, каде што се поголем и поголем број на возила се возат и во централното подрачје и во пошироката околина, така да Охрид чувствуваме дека има одредено загадување во одредени периоди. Тоа го чувствувавме и летниот период со горење на депонијата во Буково, каде што најразличен неселектиран отпад гори и предизвикува чад и честици кои што навистина доаѓаат во овај дел како котлина. Мерењето на аерозагадувањето и утврдувањето на квалитетот на амбиенталниот воздух е комплексно, вели директорот на Центарот за јавно здравје Охрид Сашо Точков. Додава дека иако во последно време граѓаните имаат достапни повеќе информации за загадувањето на воздухот од разни мерни инструменти поставени од организации на разни локации во градот и на многу места во државава, сепак тие треба да се земат со резерва и да се следат податоците од релевантните институции. Пристапот е таков да морат прво оние респиратибилни честици кои што се карактеристични, кои се дефинирани како PM10, PM2,5 и PM01, тоа се честички кои што можат да навлезат преку дишните органи во белите дробови и да предизвикуваат најразлични болести, најразлични штети и заболувања. Значи, тие PM честицки треба најпрвин да се види од каде е изворот, од каде доаѓаат, како се создаваат, како се распоредуваат во атмосферата и колкава е изложеноста на луѓето до тие честици. Сите емисии на штетни материи без оглед на изворот во воздухот остануваат заробени во котлината и во коридорот на крајбрежниот појас и жителите на градот се изложени на негативните ефекти на загадувањето поради енормната урбанизација, несоодветното планирање, урбаните блокови со висококатници во крајбрежниот појас кои го менуваат природното струење на воздухот и ружата на ветрови. Партиите и коалициите кои ќе учествуваат на парламентарните избори ги доставија кандидатските листи до ДИК. Државната изборна комисија по спроведување на проверките дали предложените кандидати ги исполнуваат условите по устав и изборен законник, донесува решение за потврдување на конечните листи. Синоќа на полнок заврши рокот за поднесување кандидатски листи за пратеници за изборите на 8 мај. Според информациите од Државната изборна комисија, листи за пратеници за сите 6 изборни единици поднесле 13 коалиции и партии, и тоа Коалиција за европска иднина предводена од СДСМ, Коалицијата Твоја Македонија на ВМРО-ДПМН, Храбро за Македонија предводена од ГРОМ, Коалицијата Македонска ера Трети суверенисти, Европски фронт предводена од ДУИ, Коалиција Вреди предводена од БЕСА, Движење Знам за наша Македонија, Левица, Работничка партија, Демократија, Единствена Македонија и Десна. Листи поднесли партиите Родина и Јаваја за третата, четвртата, петтата и шестата изборна единица, партиите Твоја и Нова алтернатива за првата, втората, третата и четвртата изборна единица и група избирачи Ѓула Челику само во шестата изборна единица.
Според роковникот за парламентарните избори, Државната изборна комисија по приемот на листите на кандидати утврдува дали листата е составена во согласно со одредбите на изборниот законник и дали кандидатите за пратеници ги исполнуваат условите предвидени во Уставот и во изборниот законник. Државната изборна комисија по спроведување на проверките донесува решение за потврдување на конечните листи. Редоследот на гласачкото ливче на коалициите и партиите ќе биде ист како и за претседателските кандидати, а за другите партии ќе се изврши дополнително ждребување во Државната изборна комисија согласно последните измени на изборниот законник. Претседателските избори ќе се одржат на 24 април, додека вториот круг од изборите се очекува да се одржи на 8 мај, односно истовремено со првиот круг од парламентарните избори. Изборната кампања за претседателските избори започнува утре, а завршува на 22 април, додека кампањата за парламентарните избори почнува на 18 април и завршува на 6 мај. Покрај тоа што за прв пат ќе се гласа во ист ден за втор круг претседателски и парламентарни избори, карактеристично е и тоа што гласањето ќе се спроведува во работен ден во среда. Државната изборна комисија вчера на седница го заклучи и избирачкиот список за парламентарните и за претседателските избори. Државната изборна комисија го заклучи избирачкиот список за спроведување на претседателските и парламентарните избори. За претседателските избори на 24 април во избирачкиот список се запишани 1.814.317 гласачи, а за парламентарните избори на 8 мај 1.815.350 гласачи. Од запишаните гласачи за претседателските избори 1.713.758 избирачи се пријавени за гласање во државата. Пријава за гласање во дипломатско-конзуларни представништва на државата во странство поднеле 2.569 избирачи. 95.116 гласачи кои се на привремена работа или престој во странство не поднеле пријава за гласање. За парламентарните избори за гласање во државата се пријавени 1.716.664 гласачи. 96.010 лица работат или престојуваат во странство, а 2.140 се во затвор или притвор за време на изборите. Во посебниот извод од избирачкиот список за лица кои се наоѓаат во установа за вонсемејно згрижување, а поднеле пријава за гласање, запишани се 534 избирачи. Двајца избирачи се со статус на внатрешно раселени лица. Од денес функционира електронското плаќање на автопатот Скопје-Тетово на наплатната станица Глумово. Јавното предпријатие за државни патишта ги информира граѓаните дека од денес, 3 април, сите учесници во сообраќајот можат да ги користат придобивките од електронското плаќање патарина на автопатот Скопје-Тетово со системот М-карта и М-так. На овој патен правец најнапред во функција за електронска наплата е ставена наплатната станица Глумово, а во најскоро време се очекува за електронска наплата да биде ставена во функција и наплатната станица Желино. Со овие активности целосно ќе се заокружи системот за електронска наплата на оваа делница од коридорот 8, информираат од јавното предпријатие за државни патишта. Додаваат дека на наплатната станица можат да се набават и да се надополнат овие електронски картички. Проекција на филмови за помош на лица со оштетен вид. Во рамки на програмата Црвен крст Охрид, во акција промоција на хумани вредности, група младинци при Црвен крст Охрид, која има за цел да ги подобри лошите услови на живење на социјално загрозено лице со оштетен вид, организира 3 проекции на филмови за да собере финансиски средства. Проекциите ќе се одржат на Институтот за филм, Филмска академија Охрид, при Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле на 3, 4 и 5 април со почеток во 19 часот и 30 минути. Влезницата чини 100 денари. Во недела во црквата Света Софија ќе се одржи света архиерејска литургија по повод празникот Благовештење на Пресвета Богородица. Дебарско-Кичевската епархија ги известува своите православни верници дека на 7 април 2024 година недела во Катедралната црква Света Софија во Охрид ќе се служи света архиерејска литургија по повод празникот Благовештение на Пресвета Богородица Благоец. На светата архиерејска литургија ќе чиноначалствува неговото високо преосвештенство митрополитот Дебарско-Кичевски и администратор австралиско-сиднејски господин Тимотеј во сослужение на представници од Вселенската
патриаршија, Атинската архиепископија и други архиереи од Македонската православна црква Охридска архиепископија. Дебарско-Кичевската епархија ги повикува сите верници на заедничко прославување на овој празник. Ова раструга поднесе кривична пријава против 57 годишно лице од Вевчани поради постоење основи за сомнение за сторено кривично дело, несовесно работење во службата. Тој во својство на службено лице вработено во јавното предпријатие Национални шуми Шумско стопанство Јабланица Струга, на управител на едно трговско друштво му го дал на располагање службениот чекан со кој бил лично задолжен. На тој начин му овозможил нелегално да става жик на дрва, да ги транспортира без соодветна документација, да ги легализира и да ги пушти во промет, а со тоа и да се стекне со противправна имотна корист, информираат од Министерството за внатрешни работи. Следуваат вестите од светот. Најмалку 9 лица загинале, а над 700 се повредени во земјотресот со јачина од 7,5 степени според Рихтеровата скала кој го погоди Тајван, соопштиле тамошните власти. Најмалку 26 згради биле урнати во градот Хуалиен, во кој бил епицентарот. Околу 80 лица се уште се под урнатините, а спасувачките тимови се на терен и операциите за спасување на преживеаните се во тек. Некои се заробени под срушените згради, а некои во тунелите широм градот, соопштиле надлежните служби, пренесува BBC. Во градот Нов Тајпеј се срушила цела фабрика во која во моментот на потресот имало 57 работници. За среќа нема загинати, кажал локалниот градоначалник. Земјотресот предизвикал и прекин на електричната енергија во главниот град Тајпеј. Од Тајванскиот централен оперативен центар за итни случаи соопштиле дека биле регистрирани 101 дополнителен потрес. Џорџија, Илиноис, Тенеси, Охајо, Западна Вирџинија и Кентаки погодени од торнадо, соопштила Националната метеоролошка служба на Соединетите Американски држави, пренесува Нью Йорк Таймс. Во Џорџија торнадото урнало повеќе дрвја и далноводи. Над 250.000 корисници останале без електрична енергија доцна синоќа, најмногу во Западна Вирџинија. Американската национална метеоролошка служба најавила можност за неколку торнада, проследени со силни ветрови и бури кои би можеле да достигнат ниво на ураган. Илјадници израелци синоќа повторно четврти ден поред протестирале против владата, а во корист на договорот за ослободување на заложниците во Газа. Демонстрантите поставиле стотина шатори пред парламентот во Ерусалим и со факели во рацете барале нови избори. Роднините на заложниците го обвинуваат премиерот Нетањаху дека не бил сериозно заинтересиран за ослободување на израелците што ги држи Хамас во појасот Газа. Нетањаху ги отфрла овие обвинувања и неодамна изјавил дека чувствува обврска сите заложници да ги врати дома. Израел проценува дека речиси 100 заложници кои ги држи исламистичката организација се уште живи. Јапонски професор предупредува дека ако не го сменат законот, за 500 години сите јапонци ќе се презиваат Сато. Сегашниот закон не дозволува брачните партнери да имаат различни презимиња, а Сато е најпопуларното презиме во Јапонија. 1,5% од населението сега го носи ова презиме. Според истражувањето, уделот на јапонците со презимето Сато од 2022 до 2023 година се зголемил за 1,0083 пати. Ако оваа стапка остане константна без промена на законот, половина од јапонското население ќе го има ова презиме до 2446 година, а до 2531 година сите јапонци би се презивале Сато. Професорот оваа проценка ја пресметал механички врз основа на предпоставеното сценарио. Тој предупредил дека ако сите станат Сато, можеби ќе треба да им се обраќаат со име или со броеви, што не би било многу добар свет за живење. Студијата била нарачана од Think Name Project и други организации кои сакаат да го променат законот за да им се овозможи на паровите да избираат различни презимиња. Јапонија е единствената земја во светот која со закон бара од брачните парови да користат исто презиме. Председателот на Ботсвана и се закани на Германија дека ќе испрати 20.000 слонови како подарок, додавајќи дека нема да прифати никакво одбивање. Председателот на Ботсвана Масиси оваа изјава ја дал за германскиот весник Билд, откако германското министерство за животна средина на почетокот на годинава предложило воведување на строги правила на ограничување за увоз на ловечки трофеи.
Председателот на Ботсвана рекол дека овие ограничувања ќе доведат до дополнително осиромашување на неговата земја и дека ловот помага популацијата на слонови да се држи под контрола. Ботсвана ја има најголемата популација на слонови во светот, околу 130.000, и според Масиси, заедничкиот живот со овие животни е тежок бидејќи многу често ги напаѓаат луѓето во селата и ги уништуваат земјоделските култури. Што се однесува до подарокот од 20.000 слонови, германското министерство изјавило дека Ботсвана се уште не остварила контакт на оваа тема. Ова е се во првиот дневник. Ви благодарам за довербата. Пријатно.